Подитно да се донесат законите за ловство и оружје, за да се решат проблемите со кои се соочуваат македонските ловџии. Со нив ќе се утврди моделот за доделување на концесии, а ќе се олесни постапката за издавање дозволи за оружје, порача Владко Алексовски, преседателот на Ловечката федерација. Лица кои што служеле воен рок во државата веќе нема да се упатуваат во обучните центри за полагање ракување со оружје. Теоретскиот дел од испитот веќе нема да се полага електронски. Боевата амуниција нема веќе да се набавува, односно да се купува со одобрение од Министерството за внатрешни работи, туку ќе се продава слободно. При продолжување на дозволите за оружје на лица до 65 години, старосната граница се померува на 75 години, а потоа ќе се бара лекарско уверение. И останатите ловџии се едногласни. Се согласуваат дека е потребно итно донесување нови два закони, со кои ќе се подобри статусот на ловџиите, но и нивната безбедност. Што побрзо излегување на новиот закон за ловство, законот за оружје, безбедноста на ловците. Според првиот човек на федерацијата, целта на ловството е да се одржи ред и да се зачува дивечот во Македонија како национално богатство. Нашата цел е традиционален лов по некое непишано правило, да се овозможи лов на секој ловец, на секој граѓанин без разлика на неговата социјална структура. Лов достапен за секогаш. Лов традиционален. Ловел дедото, лови синот, да лови и внукот. На изборното собрание кој што се одржа во Кавадарци, Алексовски едногласно беше реизбран за преседател на Ловечката федерација на Македонија.